Законот за високо образование нема да биде повлечен, а забелишките на опозицијата се неоправдани. Министерката за образование Весна Јаневска во интервју за Сител ги демантира обвинувањата дека со законот се нарушува автономијата на универзитетите, а министерот станува најмокна фигура која може да укинува универзитетски одлуки. Воопшто не е точно, да има одредби во кои пишува дека министерот може да укине акт ако е противзаконски. И тоа е единствената ингеренција и мешањето. Значи, министерот кој е одговорен за образованието во државата, ако е свесен дека на некој универзитет се одвива нешто противзаконски, според нив треба да молчи. Не, и право е, ама и обврска е на министерот да го штити закон. Наспроти тврдењата за обединетост на професорите отправени низата забелешки, Јаневска смета дека тие се малцинство наспроти ставовите и на студентите на професорската фела дека измени на законот мора да има. Со измените сега и децата на професорите ќе може да се вработуваат на истите факултети, но ова не значи дека ќе се замеше пред непотизмот, децидна Јаневска. Изричито не дозволува родителот или блиска фамилија, не само од првоколевно, од пошироко, да биде ментор, да биде во комисија за одбрана, да биде во рецензенска комисија, со што де факто се оневозможува непотизмот да биде на сила. Обврската за реизбор и објавување на трудови во списанија со импак фактор, но и бројката на нивното цитирање стануваат пресудни за напредок. Според ресорната министерка, за прв пат со закон се овозможува доживотно да се задржи стекнатото звање, но мора да бидат исполнети условите. Прв пат овој закон овозможува доживотно да останете во исто звање. Доцент, да речеме. Значи, не исполнувате услов да бидете избран во вонреден професор. Ако го исполнувате условот за доцент, доживотно можат безброј пати да ве бират, не е тоа безброј, нели 5-6 пати ќе оди во пензија. Значи, останува во истото звање, но мора да ги исполни условите за тоа звање, за доцентското звање. На секои 5 години ќе се преизбира во доцент. Ке се ограничи вонредното студирање од следната генерација, потврди Јаневска, но само на одредени факултети. Вонредно нема да може да се стане ниту педагог, ниту лекар, ниту на новиот факултет за високи медицински сестри во интерес на граѓаните. Според Министерството, измените ќе значат подобрување на високото образование во интерес на сите. МОН очекува конструктивни предлози за законското решение, доколку тие бидат издржани, ќе бидат вметнати во истото. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.